Почитувани дами и господа, почитувани гости, драги сограѓани, добре дојдовте на свечената седница во чест на 11 ноември, ден на ослободување на Куманово. Добре дојдовте. Почитувани, ќе ве замолам да ја проследиме химната на Република Северна Македонија во интерпретација на Илија Бели Стојановски, во придружба на оркестрот Симфониум при Средноопштинско училиште гимназија Гоце Делчев Куманово, предводен од професорот Филип Петровски. Почитувани присутни, ве молам дозволите ми на самиот почеток да ги поздравам присутните гости на свечената седница по повод 11 ноември, ден на ослободување на Куманово. Представници на Сојуз на борци, градоначалник на општина Куманово, секретар на општината, председателка на Совет на општина Куманово и членови на Советот на општината, представници на Министерство за правда и за земјоделие, подрачна единица Куманово, почитуваните пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, началник на СВР Куманово, генерал мајор и мајор командант на гарнизон 1 механизиран пешадиски батальон и бригаден генерал началник на штаб во команда за операции Куманово, представници на СИБРИК, поранешни градоначалници и председатели на Совет на општина Куманово, митрополит Кумановско-Соговски, секретар на МПЦ, представници на Протестантска црква, амбасадор на Израел, амбасадор на Босна и Херцеговина, амбасадор на Република Косово, заменик амбасадор и трет секретар на амбасадата на Руската Федерација во Република Северна Македонија, градоначалник на општина Биелина, Република Српска, Босна и Херцеговина, председател на општина Беране и неговата придружба,
Градоначалник на општина Јелса, Хрватска. Председател и помошник председател на општина Чукарица. Градоначалник на општина Чепеларе, Република Бугарија. Заменик градоначалник на општина Врање. Помошник на председател на општина Лебане. Градоначалник и председател на Совет на општина Нова Депојес, Португалија. Председател на Совет на општина Никшиć, Црна Гора. Председател и секретар на Совет на општина Ќустендил, Република Бугарија. Заменик на председател на Совет на Крагуевац, Република Србија. Представници на општина Драч, Албанија. Представници на Ранковце, Кратово, Крива Паланка. Странски организации Balkan Medical Task Force, УНОПС, КВОР, ОПСЕ. Почитуваните добитници на ноемвриска награда на општина Куманово, представници на Сдружение за наше Куманово, СДСМ, представници на ВМРО ДПМН, ЛДП, БЕСА, Алијанса за албанците, ДПСМ, ГРОМ, Левица, представници на општинска администрација, невладини организации и здруженија, приватни компании, фирми од Куманово и државата, јавни предпријатија, установи и институции, општински основни и средни училишта и почитуваните представници на медиуми. Дозволете ми да ги поздравам и нашите пријатели од Нови Сад и Вараждин, градоначалниците Милан Ѓурич и Невена Босилја, кои за жал не можеа денеска да присуствуваат на свечената седница, да ги испратија своите искрени честитки по повод денот на ослободувањето на Куманово 11 ноември, за што им благодариме. Денеска Куманово одбележува 503 години постоење и 78 години од ослободувањето. Куманово гордо живее во секој од нас. Гордо ги носиме во срцата и мислите сите херои кои храбро ги положија своите скапоцени животи за долго посакуваните слободни утра, за слободно чекорење во секој ден што ќе се роди. Благодарејќи на нивните непоколебливи залагања, денеска сите слободно живееме и секојдневно создаваме. Со почет кон денешниот празничен ден, пред вас, почитувани, ќе се обрати Самет Салиевски, член на Совет на општина Куманово. Повели. Шкардиве Савененге, Сајми Саференге, и Симон Бароза Далосте, те обрати намангло Сату Менде, Андралтаро Мовило, Росар Мануштаро Дизутно, таро град Куманово, и палиот вастар джинотаро Советари општина Куманово. Менум барикано со инум представникот таро Совет таро Куманово, таја дватари романи заедница. Касте права интересија, а кале танесар мангавате родавлен, хем те брани навлен. Авдетано бародиве, барип најат ближнаја паншел тај трим берша таро Куманово, сар постојни, тај овтоваре што овто берша слободно Куманово. Дешекто ноември, милја и нашел тај страното штарто бешко Куманово, уштингам слободна, баталесо се бјандула на менде, јек позитивно светло центар со ресарелоте келпес баре вредностија тај традиција таро амаро барикано хембут баро дживдипе. И Куманово танијек пенџарди дисар мут етничко, коте акалета нестар дживдинена побутер заеднице тај, а дали мешиме заедниценцар, а мен сабе не кераек шужо мозаик, таро амаро слободно Куманово. Акалета нестар мангавате би човек бут ов са 100 сајроменке. Со денама зор, сар јек заедница аматерода вленгере ангажманија и ленгере активитетија товен перде со повише о приоритетот товен роменгере керде. Која маре англал ва керде целија, тај само гјашаја мен андараја котан амаре манушкане права. Тикера бути саворе тешај кераја пошкар од джирдите пе ероменгро, те подробина ленгоро социо-економско статус,
sar i socijalnu inkluzija te ziga kerelpes o poškar džabe anglal eromengro. O palu ne beša orma e zajednica je dikena tikno lebe tan ko povutер областијата општество, одолеша ева керава кај си тикне англе дžaјбе, тарамаро скромно дживдипе, тај бутикерибе. Јектаро приоритетија са венде валаните чилпе побаро акценти, тано адвасо тела чарылпес образовиканоот процес тај и социализација е авре етничка заедниценцар, те да пошкар и танелпес ошукар кадрија, са вендар кошајте латовен одговорна, ано са обштествена позиција, те решинолпес било са о проблеми ероменгро. Мангавате дав самандар, кадав ероменгетовен побаро танко побутер кериба кој јавна институције, предпријатијата и авера социјалменстар заедница и симен завршиме едукација кере кадрија и сјамен сотеро да емте да пошкар асамаро градо. Особете ремари комуна ко саво и нам ек англао анена пес одлуке о канонијата и о манглете керел лачарибе ко социјалната инфраструктура ке пучива ероменгере. Мандра дуинимано факти со адалесар керел пес инвестиције ко подрачи кај соживина на Јауромада. Садвата на екшукар со сарвијанини ко пошкар основна условија е джипни пасе ероменгере. Е култура ке наследната ни пенџарде ко градо, ко те и си традиционална активности, а и пенџарде сар бут авере маншенге и авере заедниценге, ко те лаја тан и амен сар рома и адалесе кераја погордо куманово, амаре традицијенца, амаре обичајенцер, сар заедница сар рома. И сјамен и бут баре резултати ко спорти. Ко адвашајте фалинама сар ром и ромадате фалинембите вакерен дека о спорти ек вештина кој ти тани племенито, сар боксерја, и симе врвна резултатија олимписка, балканска и медитеранска условија, која двашајте вакера ромаи, и дена пубаро придонес е општинакета е државаки. Местар женота Росовет Тарокуманово, качуавки мирбути керива, те керав сатовен орома со живот, еднаквост, оправедност, тај оресивја на всако општествено поле. Те од ова требала товел јек свако неетникаке ема вере заедниценге. Грденава со сама герша е метолами дек демократикано општество саво калингареламен англалджик Европска унија. Која гор мангава те селамкирав тумен сабенен, те селамкирав са емисаферен кола со алеминге таро авер општине, тавер градија, таро авер државе, и сао представникја соитане Тарокуманово и неколамеге бахтало од 10 ноември, самаре роменге еме дизјаке кумановаки. Овен са стео до некаде отме састипе. Уште еден член на Советот на општина Куманово кој директно учествува во донесувањето на сите значајни одлуки е и Хузеир Мустафи, кој ќе ви се обрати. Повели. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetarë të Kumanovës, zonja e Zotrinj. I nderuar kryetari komunës Kumanovës, të nderuar deputet të parlamentit, kolegë këshilltar, përfaqësues të misioneve diplomatike, mysafir e qytetar. Ndjehemi nderuar që sot ju drejtohemi juve në festën e 11 nëntorit, ditën e qytetit të Kumanovës. Me kënaqësi konstatoj se Kumanova ka qenë dhe vazhdon të jetë shembull i mirë i një qyteti multietnik, multifetar, e ngjyrosur me bukuritë e kulturave të ndryshme, që e bëjnë qytetin tonë edhe më të veçantë, edhe më unik. Do të veçoja një thënie të Martin Luther King, i cili thotë: e kaluara është profetike, nga që thekson fuqishëm se luftrat janë dalta të dobta për të latuar një të nesër me paqësore. Të
Të gjithë ne që jemi vënë në balë të proceseve, le të mos e kërkojmë përgjigjen e majt ose përgjigjen e djathtë, por ta kërkojmë përgjigjen e zgjidhjen e duhur. Le të mos e kërkojmë t'ja lëmë fajin së kaluarës, por ta pranojmë përgjegjësinë tonë për të ardhmen. Për Kumanovën ja vlen çdo mund e çdo sakrificë. Kumanova duhet dhe do të vazhdon të jetë qytet i vlerave, qytet i të gjithëve, e për të ne të gjithë duhet të japim më të mirën tonë për këtë qytet. Urime festa e qytetit, të vestoj gjithmonë ky qytet deri në pafundësi. Faleminderit. Еден од советниците кој работи во служба на граѓаните е и Саша Николич, член на Совет на општина Куманово, кој денеска ќе се обрати. Časni oci Makedonske pravoslavne crkve, poštovani predstavnici islamske verske zajednice i poštovani predstavnici drugih religija, poštovani predstavnici zbratimljenih i gradova prijatelja opštine Kumanovo, Vaše ekscelencije, poštovani gospodine gradonačelniče, uvažena predsednice Saveta, cenjene kolege savjetnici, poštovani predstavnici medijuma i poštovani građani opštine Kumanovo. Danas za mene je velika čast i zadovoljstvo da vam se obratim na svečanoj sednici na ovaj veliki i slavan dan kada dostojanstveno obeležavamo 11. novembar, dan oslobođenja našeg grada. Kumanovo, grad borac, mesto odakle je u borbu za slobodu krenulo mnogo sinova i kćeri, koji su se hrabro borili protiv fašističkog okupatora sa jednim ciljem – sloboda. Grad u podnožju Kozjak planine stekao je svoju slobodu i postao grad ispunjen radošću i željom za svetliju budućnost. Godinama Kumanovo se razvija u uspešan industrijski, poljoprivredni, administrativni, kulturni, sportski centar i postiže velike uspehe na svim poljima društvenog života. Ponosni na svoju prošlost i slavne pretke koji su položili svoje živote pred oltarom slobode, danas u Kumanovu složno žive građani makedonske, albanske, srpske, romske, turske, vlaške i pripadnici ostalih zajednica koji svi zajedno čine našu opštinu i državom multietničkom. Međusobnim poštovanjem i harmoniju šaljemo jasnu poruku generacijama koje dolaze da krvavo stečenu slobodu moraju složno čuvati i braniti, posebno danas kada čujemo negiranje tekovina antifašističke borbe. Kumanovčani su ljubazni i gostoprimljeni domaćini, koji iskreno i nesebično grade nove mostove prijateljstva, a i nikome ne dozvoljavaju da stanu na put koji vodi rastu i razvoju našeg grada i putu ka Evropskoj uniji. Kao predstavnici naroda suočeni smo sa velikim izazovima koje donosi današnje vreme, u kojem moramo donositi odluke koje će biti prilagođeni svim građanima u našoj opštini. Kumanovo danas slavi 503 godina od svog postojanja i 78 godina od pobede nad antifašizmom. Borbeni duh i vizija naših predaka poziva nas i obavezuje i daje nam snagu da krenemo putem novih uspeha i dostignuća na svim poljima društvenog života, a u isto vreme da sačuvamo prirodna bogatstva, da negujemo kulturne tradicije svih naših građana i svima obezbedimo miran i dostojanstveni život. Neka nam je čestiti 11. novembar, praznik našeg grada. Živelo Kumanovo, živela Republika Makedonija i živeli svi iskreni, časni i dobronamerni prijatelji revolucionarnog Kumanova i Republike Makedonije. Hvala. Почитувани, задоволство ми е да ја најавам Ивана Ѓурѓиевска, председателка на Совет на општина Куманово, која по повод на денот на ослободувањето на нашиот град ќе ви се обрати. Повелете. Почитувани гости, драги мои домаќини кумановци. Чест ми е на ваков важен празник за град Куманово да ви се обратам, да ги споделам со вас моите мисли, разбирање и чувства. Куманово е нашата колевка, нашиот дом, нашата почва, воздух, нашата татковина, нашата мајковина, нашата дедовина.
Куманово е град кој може од срце да го сакаме, може и да го критикуваме, но сите мора да го почитуваме. Почита ја заслужуваат сите паднати херои, обични луѓе од народот, кои со голема верба во една посветла иднина ги положиле своите животи. Почита ја заслужуваат сите минати генерации кои го планирале, дзидале и растеле Куманово. Почита ја заслужуваат сите работници во фабриките, пазарджиите, наставниците, уметниците, спортистите, докторите, директорите, војската, градоначалниците, советниците, кои се вложиле преку својот труд и преку својата размисла, идеја, активност, Куманово да напредува и да расне. Почита ја заслужуваме и сите ние кои сме тука во ова сала, кои без разлика на нашата етничка, религијска, партиска припадност и без разлика на нашите различности, силно верувам дека му мислиме само добро на наше Куманово. Сите присутни, особено ние кои имаме и политичка одговорност при нашето действување, мора да имаме предвид дека Куманово по многу работи е специфична општина. Народот ни е измачен од процесот на транзиција, од ковид кризата, од енергетската и економската криза, но е жилов, снаодлив и покажува 78 години непокор, борба и заедништво. Народот ни е мирен, питом, но секогаш се борел и се залагал за своите интереси како народ и нација. Народот ни е хуман, помага, се уште има поединци, фирми, институции, а покажа и ковид кризата што значи да си општествено одговорен. Народот ни е весел, сака дружби, патување и кафејани. Народот сака уметност, спорт, музика, смеја и забава. Различни луѓе, различни афинитети и потреби, а наш предизвик и стремеж е сите да се задоволат. Тешко е да се убедат младите да не го гледат излезот во туѓината, бидејќи тоа не е нивниот дом. Тешко е да се убедат и средните генерации дека системот може да функционира само ако самите го почитуваме. Тешко е да се убедат и политичките партии дека народот треба да се сплоти, да се смири, да најде спокој и сигурност во нивните одлуки. Но јас сум непоколеблив оптимист, затоа што верувам дека само од нас зависи. Од сите нас зависи и иднината на нашите деца. Нашите постапки треба да бидат одмерени, промислени и добронамерни. Секоја генерација носи свое бреме. Во 50-тите се бореа за слобода. Во 70-тите се бореле за индустријски развој и напредок. Во 90-тите за самостојување, во 21-виот век за технолошки достигнувања, а ние сега треба да се бориме за соединување, заедно почитување, за да не изгубиме иднината, за да не ги изгубиме младите, надежните, кои треба да се вградат допрва во наше Куманово. За мене како мајка, ќерка, сопруга, другарка, најважно ми е здравието, среќата, напредокот на моите најблиски, но и на сите кумановци, бидејќи среќата треба да се дели и да се пренесува. За мене како председателка на Совет, важна ми е реализацијата на ветувањата дадени пред граѓаните. Барањата и очекувањата се големи, но не ме обесхрабруваат. Напротив, ме мотивираат и ме радуваат. Тоа значи дека граѓаните веруваат дека нивните потреби може да ги оствариме. Приоритет ми е да останеме во дослух со луѓето, да ги слушнеме, да има на кого да се пожелат, но и да се пофалат. Затоа што среќата која ја гледаме на нивните лица не потикнува уште повеќе да се залагаме за доброто на сите граѓани на наше Куманово. На овој прекрасен и свечен ден имам една голема, навидум едноставна, но суштинска молба до младите кумановчани, а тоа е: кога ќе станете родители, тргнете ги телефоните од своите раце. Играјте се со вашето дете. Учете го што е игра со другарчињата, што е природа, како се почитуваат постарите. Бидете и другар, но и авторитет за детето. Вложете енергија, креативност во вашиот пород.
Не дозволувајте технологијата да му биде и мајка и татко, бидејќи последиците се страшни. Учете го како се цени туѓото, а како се брани своето. На овој прекрасен и свечен ден за Куманово имам молба и до сите вас присутни. Не смееме да се делиме според етничка, верска, политичка припадност. Во Куманово сме научени сите заедно да живееме во еден колорит од обичаи, навики и јазици. Различност е нашата традиција и интересна и својствена само за Куманово. Ние кумановчани сме посебна сорта, велат во другите делови на татковината. Впечатливи по својот дијалект, интересни во мајтапот, широки во гостопримливоста, ненадминливи во пркоста. Така и така треба да остане. Да го негуваме овој специфичен дух, црпејќи го најдоброто од традицијата и стремејќи се кон иднината. Затоа во име на традицијата, во име на слободарскиот дух, сплотеноста и пожртвувањеноста на нашите херои Магдалена, Толи Бајрам, Карпош, Дани Мара, Димче, Михајло, Алириза и Боро и многу други, ве повикувам Куманово заедно да го направиме похумано, поубаво, позелено, по-просперитетно место за живење за нас и за генерациите кои доаѓаат. Нека ни е честит денот. Ви благодарам. Изминатиот едногодишен период во општина Куманово донесе реализација на безброј идеи, планови и нови проекти, кои се видливи и функционални. Да ја проследиме видеопрезентацијата за достигнувањата на општина Куманово. Денеска гордо одбележуваме 503 години постоење и 78 години слободно Куманово. Нашата богата мултиетничка средина создаде поволности за реализирање на нови проекти, кои донесоа подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Инфраструктурните зафати ги поврзаа сите општествени сфери. Завршено е асфалтирање на улиците 142, 143, 145, 146, 149, 203, 204, 205, 206, 207, 620, дел од улицата Тоде Мендол, локалитет Бараки, улица 1 во село Доброшане, главна улица во населбата Јане Сандански, Жикица Јовановиќ Шпанац, Васил Антевски. Асфалтирани се пешачки патеки во градскиот парк, улици кон село Проевце, во село Костурник, Агино село, 2 улици во село Пчиња. Извршена е санација на улица Јоско Илиевски покрај речното корито со гребан асфалт. Извршена е реконструкција на улици делот Колене Делковски, 254 во Ајдучка чешма, 440 во населбата Иго Тричковиќ, Жикица Јовановиќ Шпанац, делот Гоце Делчев со проширување за уште една коловозна лента. Целиот потек на улица Братство и Единство, од автобуска станица до градската џамија, главна улица во Бабиндол, улица во село Лопате, пробиен и трасиран е патот до манастирот Свети Ѓорѓи во село Белјаковце и на пат во село Довезенце. Со бекатон се уредени улиците Крак од Младен Стојановиќ и Видое Смилевски Бато, Божидар Аџија, 2 крака од Никола Тесла, Крак 1, 2, 3 од Народна револуција, Боро Соколов, Крак 1 и 2 од Есперанто, улица 3, 33, 52, Крак 1 и 5 од 420 во населбата Иго Тричковиќ, улица во село Лопате и улица број 51 во населбата Карпош. Извршено е тампонирање на улици во село Четирце, на патот од село Проевце до Митев мост, локација Стари Лозија. Со гребан асфалт се 508, делот Ѓуро Пуцар Стари, локалитет Прмакови ниви, Амбар Мало во село Тромеѓа. Тампониран е и патот во село Речица во правец на гробиштата. Уредени се тротоари на улиците Доне Божинов во близина на Мак Петрол, Асном, тротоари со бекатон на Гоце Делчев и Тодор Велков. Извршена е реконструкција на атмосферска канализација на локација Митев мост. Изграден е главен фекален колектор Четирце Табановце Сопот на фекална канализација на улица Братство Единство.
Доне Божинов, дел од улица 601 во село Проевце, село Тромеѓа и во населбата Иготричковиќ со 11 крака на фекална канализација. Извршено е обележување на хоризонтална сигнализација на јавнопрометни површини, пешачки премини и сообраќајници на новиот кружен тек помеѓу Гоце Делчев и Бајрам Шабани и Трета македонска ударна бригада. Проширена е улицата Гоце Делчев. Изграден и асфалтиран нов кружен тек на крстосницата помеѓу улиците Гоце Делчев, Бајрам Шабани и булевар Трета македонска ударна бригада. Спроведен е и проект за изградба и асфалтирање на кружен тек и паркинг простор на спојот меѓу двата најголеми булевари во Куманово, Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција, со цел решавање на деценискиот сообраќаен проблем на овој потек. Завршена е реконструкција на кров на спортската сала, во тек е постапка за реконструкција на трибини. Следува поставување на нов професионален под на теренот според современите ФИБА стандарди, спортска опрема и реквизити за спортска и фитнес сала, повеќе наменски семафор за следење на резултат за првенствени надпревари и нови кошеви и голови. Завршена е целосна реконструкција на патеки во градскиот парк и изграден е нов паркинг простор. Следува поставување на нови смарт клупи, соларни канделабри, детско катче, простор за домашни миленици, нов спортски терен и фонтана. Извршена е реконструкција и опремување на задружен дом во село Пчиња, како дел од проектот Светлина од минатото, преку Центар за развој на Североисточен плански регион во партнерство со Историски музеј Дупница, по програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија, заедно со Европската Унија и Министерството за локална самоуправа. Изграден е нов парк за миленици со урбана опрема на градскиот кеј. Образованието е важна општествена алка во рамките на која се унапредија условите за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес, каде главната улога ја имаат учениците, кои се иднина на секое напредно општество. Завршена е новата енергетско ефикасна фасада на Општинското среднотехничко училиште Наце Буѓони. Поставени се климауреди и нови гелендери. Започнува изградба на лифти и адаптација на тоалетите во централниот објект и работилницата за лица со попреченост. Поставена е нова енергетско ефикасна фасада на училишниот објект на Средното општинско училиште Перонаков. Ограда во дворот, училишната спортска сала доби нов систем за грејење, заменети се врати и старите со нови енергетско ефикасни ПВЦ прозорци. Поставена е нова енергетско ефикасна фасада на Средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев. Ново лето осветлување, врати во училниците, ПВЦ прозорци и систем за грејење. Завршена е целосна реконструкција на кров и внатрешноста на училишната спортска сала. Согласно одлуката на Министерството за образование и наука и владата ќе се превземат чекори за решавање на деценискиот проблем на учениците и вработените во гимназијата Сами Фрашери и паралелки на албански јазик од Наце Буѓони. Реконструирана е фасада на Општинското основно училиште 11 октомври во реализација на Министерството за образование и наука, а во соработка со Општина Куманово. Спроведена е реконструкција на кров и подови во објектот на подрачното училиште во село Речица. Извршена е реконструкција на фасада на објектот за браќа Миладиновци и Крсте Мисирковка и Соколана. Заменети се врати и прозорци во централниот објект на училиштето. Поставен е нов централен систем за алтернативно грејење и радиатори во објектот на улица Тане Ѓоргиев. Адаптиран е пристапот за лица со попреченост. Завршена е реконструкција на училишните објекти во Општинското основно училиште Карпош, село Уминдол и село Љубодрак, со реконструкција на кров, подови и тоалети, нови прозорци и врати, нова енергетско ефикасна фасада и нов систем за грејење, како и пристапна рампа и тоалети адаптирани за лица со попреченост. Завршена е реконструкција на Општинското основно училиште Кочорацин, подрачно училиште во село Билјановце, со изградба на нова енергетско ефикасна фасада на објектот и нов кров. Селата Клечовце, Пчиња, Агино и Романовце, училиштата браќа Миладиновци и Крсте Мисирков добија нови мултиспорт игралишта со тартан подлога. Поставен е нов систем за грејење во објектот Пчелка на јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче. Нови енергетско ефикасни ПВЦ прозорци во објектот на Општинското основно училиште Магдалена Антова во населбата Карпош. Реконструирани се тоалети во Општинското основно училиште Битолски конгрес село Лопате.
Поставена е пристапна рампа и извршена адаптација на тоалет за лица со попреченост во Општинското основно училиште Вук Караджич, а во теке и реконструкција на санитарните јазди во училиштето. Адаптиран е пристапот за лица со попреченост во Општинското основно училиште Бајрам Шабани и училишната спортска сала. Пуштено е во употреба инклузивно игралиште за ученици со попреченост во Општинското основно училиште Браќа Миладиновци, а 11 октомври и Бајрам Шабани добија сензорна соба преку проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Реконструирани се 17 соби и воведен модерен електронски систем за внатрешна комуникација помеѓу корисниците на Дом за стари лица Зафир Сајто, медицинскиот и персоналот за нега. Дом за стари лица Зафир Сајто и невладината организација Порака наша реализираат проект за домашна посета, помош и поддршка на стари лица и лица со попреченост во нивните домови. Советот на општина Куманово функционира на чело со председателката Ивана Ѓорѓиевска, брои 33 советници, како представници на 13 политички партии, од кои 17 се македонци, 9 албанци, 6 срби и 1 ром. Оваа година се одржаат 14 седници на Советот, на кои беа донесени значајни одлуки и решенија. Општина Куманово повторно се наоѓа во најдобрата група институции со многу добра активна транспарентност, 88,6%, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Општина Куманово е прва општина во државата која има поставено собствен систем со 6 станици за мерење на аерозагадување на различни локации во градот. Општинскиот штаб за заштита и спасување продолжува да одржува состаноци во врска со актуелни случувања и потреби. Според програмата за социјална заштита на општината, продолжуваат мерките за помош на ранливи категории на граѓани. Општина Куманово обезбеди средства за набавка на опрема и механизација за јавните предпријатија преку вториот проект за подобрување на општински услуги. Преку проектот се обезбедени 3 комбинирани ровокопачи натоварувачи, наменети за јавните предпријатија Водовод, Куманово газ и Чистота и зеленило, како и 3 камиони за зимско одржување на улици со зимска опрема, 1 трактор со приколка, 1 автодигалка и 1 камион за смет наменети за јавното предпријатие Чистота и зеленило, автомобил и камионет за потребите на јавното предпријатие Куманово газ и пајак возило за јавното предпријатие Куманово паркинг. Општина Куманово доби противпожарно возило од Дирекцијата за заштита и спасување, наменето за територијалната противпожарна единица Куманово за оперативно делување при гаснење на пожари. Компанијата ИЦС Системи од Република Чешка, подружница Охрид, донираше 25 противпожарни униформи за гаснење на пожари на отворен простор за територијалната противпожарна единица Куманово. Јавното предпријатие Куманово газ, со помош на општина Куманово, продолжи да работи на проширување на гасоводната и внатрешна гасоводна мрежа на повеќе улици и локации во градов, на кои беа инсталирани и нови приклучоци. Јавното предпријатие Куманово план изготви урбанистички и основни проекти за двата кружни текови, за реставрација, санација, конзервација и адаптација на Соколски дом, проекти за сами фрашери и реконструкција на училиштата. Јавното предпријатие Чистота и зеленило годинава засади 380 зимзелени и 350 листопадни садници, 630 украсни грмушки. Поставени се 1000 нови контейнери во градското подрачје и при градските населби. Поставена е нова урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци во централното градско подрачје. Преземени се акции за чистење на речно корито на реките Којнарка и Кумановка. Расчистени се диви депонии на повеќе од 20 локации, поставени 40 полуподземни контейнери на 13 нови локации, булевар Октомвриска револуција, зад згради кај поранешен Мај маркет, на улиците Пиринска и 11 октомври. Градоначалникот и председателката на Советот беа во посета на фабриката за производство на бекатонски префабрикувани елементи во индустријска зона Новини и Речица, чиј инвеститор е грчката фирма Армос Балкан. Како реален инвеститор кој ќе го зајакне стопанството и фабриката за производство на челични конструкции Искра Куманово, со нов инвеститор Кентаур Импекс Скопје, каде беше извршен увид во фабричкото производство.
Во изминатиот едногодишен период, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски оствари работни средби со бројни амбасадори, дипломати, конзули, министри, председатели, градоначалници, советници, со представници на збратимени градови и меѓународни организации, здруженија и невладин сектор, со директори на стопански субјекти, со представници на предпријатија и установи. Овие средби донесо унапредување на досегашната соработка и отворање на можности за нови проекти, со цел продолжување на досегашната пракса во обезбедување на подобри услови за секојдневен живот на граѓаните на Куманово. Одржа средба со ученици од општински основни училишта по повод Светска недела на детето. Традиционално беа доделени награди и признанија на најдобрите ученици, првенци на генерација од основни и средни училишта во општина Куманово и Старонагоричане. Делегација од општина Куманово, предводена од градоначалникот Димитриевски, беше во посета на Брисел, каде во Европскиот парламент Димитриевски ја прими наградата за градоначалник најголем пријател на ромите за Македонија. Се одржа свечено субвенционирање на стари занаети во организација на регионалната занаетчиска комора, во соработка и со финансиска поддршка од општина Куманово. Димитриевски присуствуваше на самит за демократија во Југоисточна Европа во Будва, а со 25 градоначалници и министерот за локална самоуправа во Сандански, Бугарија, за новата ИПА програма за прекугранична соработка меѓу двете земји, финансирана од Европската Унија. Поседуваме богата културна ризница на значајни датуми, настани и манифестации, кои стана традиционални и препознатливи. Бележиме и врвни спортски достигнувања, кои се резултат на заложбите на нашите спортисти. Се одржаа културните настани, маскенбал Батко Ѓорѓија, детски музички фестивали Пеперутка и Распејано детство, меѓународни фолклорни фестивали Рома Труба Фест и Куманово, меѓународен тамбурашки фестивал Тумба Фест, Балкански фолклорен фестивал, меѓународен театарски фестивал Денови на комедија, Моторок Фест, Тумсток, пензионерите за својот град, одбележа Национален ден на унгарскиот народ, каде градоначалникот беше домаќин на делегација на амбасадата на Унгарија, предводена од амбасадорот Ласло Иштван Дукс. Национален празник Свети Сава, Ден на просветни работници албанци, традиционална ифтарска вечер организирана од Младински исламски форум, а поддржана од градоначалник и совет на општина Куманово. Спортот во Куманово добива нова димензија преку успесите на спортистите од сите спортски клубови, кои се закитија со награди на домашни и меѓународни надпревари. Продолжуваме да го развиваме спортот во сите спортски дисциплини и да обезбедуваме соодветни услови за спроведување на секојдневни спортски активности, кои водат кон нови спортски успеси, награди и признанија. Со секој нов ден, трпеливо го сложуваме мозаикот наречен живот, исполнувајќи ги потребите на граѓаните. За сите, за просперитетна иднина на секој од нас. Среќен празник, граду мој! Почитувани, со должна почит на денешното свечано одбележување го поканувам градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски со пригодна реч да ви се обрати. Повелете. Поштувани присутни, дами и господа, поштувани гости на градот, сите делегации од странство, збратимените градови, делегации на општините од Македонија, сите официјални представници, драги сограѓани и сограѓанки. Денеска одбележуваме многу значаен и важен јубилеј за Куманово, но и за целата држава. На 11 ноември, пред 78 години, Куманово е ослободено од фашистичките окупатори, благодарение на нашите предци, борците од Народно-ослободителната војна. Особен поздрав и чест до представниците и почитувачите на ликот и делот на борците од НОП и Сдруженијето Запфарс од Куманово, кои што во континуитет не подсетуваат на нашето недавнешно минато.
Во оваа борба за слободна, за еднаквост, за собствена и самостојна држава, учествувале повеќе од 2000 борци кои го изложиле својот живот за татковината и за подобро утре на денешните генерации. И му даваме најголема почит и признание. Нашиот град има 8 народни херои од НОП. Христијан Тодоровски Карпош, Киро Фетак, Боро Менков, Перо Чичов, Бајрам Шабани, Мара Нацева, Боро Петрушевски Папучар и Трајко Стојковски Бузо. Слава им на хероите. Куманово е градот на гордоста, на соживотот, градот на шегата и градот на антифашистичката борба. Заедно со Прилип се кренавме рамо до рамо и со останатите во државата, токму нашите предци ја ослободија нашата држава. Борците од НОП се примерот што треба сите да го следиме. Македонската историја што треба да ја негуваме и македонскиот јазик и идентитет што мора силно да ги штитиме. Куманово важи за град правоборец, револуционерен, слободарски, што секогаш паметно и мудро ги одбирал вистинските чекори за нашата држава. Град што од секогаш бил на вистинската страна на историјата, на македонската, за граѓаните и за татковината. Да ги празнуваме и воздигнуваме светлите датуми од нашата историја. Оваа како аманет и како влог ни го оставија нашите предци, кои го дале својот живот за слободата. Обврската која што сега сите ние ја имаме е да продолжиме по истиот пат, по патот по кој тргнале нашите херои борци. И од овој пат не смееме никогаш да скршнеме. Од нашата општина започнале сите процеси за европскиот развој на Македонија. Последните години општина Куманово се развива во вистинска насока. Се реализираат значајни и важни проекти. Во изминатава година имплементираме повеќе од 130 проекти што придонесуваат за забрзано развивање и за модернизација на нашиот град. Ја подобруваме патната инфраструктура, ги унапредуваме условите во образованието, преку реконструкција на основните и средните училишта, се грижиме за заштита на животната средина, развиваме гасификација, го развиваме спортот, општествено делуваме. Водиме грижа за возрастните, за младите, за децата. Тие се нашиот мотив и водилка во животот. Ги слушаме сите нивни идеи и предлози, сугестии и критики. Заеднички Куманово го правиме поубаво место за живење. Денеска, покрај тоа што одбележуваме 78 години од ослободување на Куманово, исто така одбележуваме и 503 години од постоењето на нашиот град. Нашата општина е пример како треба да функционира една локална заедница, како се гради и негува со животот и реално мултиетничко општество. Додека едни само зборуваат за мултиетницизам, ние истиот го практикуваме на дело. Во Куманово нема поделби по ниту една основа. Во Куманово има место за сите. И за македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи, црногорци, хрвати, бугари. И сите други заедници се почитуваат и си помагаат меѓусебно. Единствено, она основно што го бараме во Куманово е взаемно и почитување, уважување и признавање. Бидејќи ако сакате некој да ве почитува, првенствено треба да го почитувате. Во Куманово нема поделба ниту по партиска, ниту по било каква друга припадност. Затоа што за интересите на граѓаните ние мора да сме сложни и да работиме заедно без разлика на нашите различни
политички и општи убедувања. Наша должност е да го подобриме квалитетот на животот на кумановчани, а тоа ќе го направиме единствено доколку заеднички конструктивно дискутираме, дебатираме и носиме проекти во нивен интерес, па по можност и со консензус. Вака треба да функционира една општина која првенствено припаѓа на граѓаните, а не на политиката. Нашите предци ни оставиле обврска секогаш да се грижиме за граѓаните, да направиме да имаат подостоинствен живот, да бидат посретни и да се чувствуваат слободни, младите да бидат вреднувани со поголеми можности и шанси за развој, а возрастните да бидат задоволни од квалитетен живот и пред се почитувани. Верувам дека само заеднички можеме да успееме. Во идејата за напредок, посреќен живот, обединетост и заеднички развој на патот кон Европската Унија. Ве повикувам да се приклучите сите. Како градоначалник, заедно со мојот тим, ќе продолжам неуморно да работам за сите граѓани подеднакво и без исклучок. Граѓаните се нашата водилка и само на нив имаме обврска да им служиме. За заедничко и за наше Куманово. Нека ни е честит 11 ноември, денот на ослободување на Куманово, и ви благодарам на сите, драги пријатели. Почитувани, во рамките на свечената седница ќе имате можност да проследите и кратка културно-уметничка програма, во која најпрвин ќе настапи оркестрот, составен од професори при Училиште за основно музичко образование Панче Пешев Куманово, со изведба на Јовка Кумановка. Ке проследите и интерпретацијата на Абре Македонче и Бела Чао на Илија Белистојановски и Симфониум со балетска придружба на Ден Студио Виртус и танцов спортски клуб Динамик. Веднаш потоа ке настапат културно-уметнички друштва од нашиот град со сплет кој ги представува различните етнички заедници, мултикултурата и соживотот, по кој Куманово е препознатливо. Културно-уметничките друштва Панче Пешев, Бајрам Шабани, Карпош, Срма и Етно Фолк Студио. Да ги проследиме нивните настапи.
spremaš, borba te čeka, borba za sloboda. Neka razberat kletite fašisti, makedonsko ime nema da zagine. Neka razberat kletite fašisti, makedonsko ime nema da zagine. Momci naredeni, momi nakviteni, borba ke odat, borba za sloboda, borba za sloboda, za Makedonija, za Makedonija, zemlja porobena. Borba ke odat, za Makedonija, za Makedonija, zemlja porobena. Ka razberat kletite fašisti, makedonsko ime nema da zagine. Prošelta se Jovka Kumanovka, aj mori gore dole, Jovka nistoj polje, aj mori nistoj polje.
Секоја заложба и труд треба да се наградат и да бидат испочитувани, водејќи кон континуитет на успеси и напредок. И оваа година Општина Куманово доделува ноемвриска награда на поединци и правни лица, кои со текот на годините докажаа и покажаа дека се најдобри во своите професии. Еве кои се тие. Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Куманово на седницата одржана на 3 ноември 2022 година одлучи: ноемвриска награда на Општина Куманово за 2022 година во вид на диплома и паричен износ им се доделува на следниве поединци: Витомир Митевски, член на Македонската академија на науките и уметностите и раководител на лексикографскиот центар при МАНУ, за неговата повеќе децениска творечка активност преку издавањето на многубројни научни трудови од областа на античката култура и филозофија, меѓу кои најзначајно место завзема капиталната едиција во 10 книги со заеднички наслов Античката филозофија и нејзиното влијание. Синиша Кашавелски, дипломиран ликовен уметник, член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и на Друштвото на француските уметници, за неговите постигнувања во областа на ликовната уметност, за што сведочат и добиените награди и признанија на многубројните изложби во државата и во странство. Зоран Ѓорѓиевски, лекар, специјалист по општа хирургија, вработен на хируршкото оделение при јавната здравствена установа Општа болница Куманово, за неговиот придонес и особен ангажман во хирургијата, при што во својата долгогодишна работна кариера има направено преку 5000 успешни операции. Садрија Кифи, просветен работник во пензија, за особените залагања и постигнатите резултати во воспитно-образовната дејност, за што сведочат и добиените признанија и пофалници од државни институции, невладини и меѓународни организации, а од страна на Сојузот на албанските наставници е избран за еден од најдобрите наставници во Кумановско-Липковскиот крај. Сашо Илиевски, дипломиран правник и професор по физичка култура, вработен во територијалната противпожарна единица Куманово, за афирмацијата на градот и државата при учеството на државни, европски и светски првенства во спортот кикбокс, на кои што тој и кикбоксерите чии што тренере имаат освоено највисоки медали. Ноемвриска награда на Општина Куманово за 2022 година во вид на диплома се доделува на следните правни лица: Друштво за производство, трговија и услуги Кентаур Импекс Скопје, подружница Искра Куманово, еден од најреномираните стопански субјекти во градот и државата, за успешното работење во производствената дејност, изработка и монтажа на челични конструкции и опрема, при што старите и дотраени машини во фабриката речиси во цело се заменети со нови, софистицирани производни линии, а повеќе од 80% од производството е наменето за странскиот пазар, пред се заради исполнувањето на меѓународните стандарди за производство и висок квалитет на производите, за што фирмата ги поседува сите неопходни сертификати. Трговско друштво за вработување на лица со попреченост Алфиби Компани Куманово,
еден од најреномираните трговски субјекти во градот и државата, за 30-годишното успешно работење во областа на трговијата со бела техника, алати, ламинати, санитарија, гарден и други производи за потребите на домаќинствата, при што вкупниот асортиман изнесува повеќе од 50.000 различни продукти кои ги продава во своите два продажни салони, техноцентри во Куманово и Скопје. Ги поканувам градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и председателката на комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија Невена Величковска да повелат и да ги доделат наградите. Повелете. Ноемвриска награда на општина Куманово за 2022 година во вид на диплома и паричен износ се доделува на Витомир Митевски. Повелете. Синиша Кашавелски. Зоран Ѓорѓиевски. Садри Акифи. Сашо Илиевски. Ноемвриска награда на општина Куманово за 2022 година во вид на диплома се доделува на следните правни лица: Кентаур Импекс Скопје, подружница Искра Куманова. И трговско друштво за вработување на лица со попреченост Алфи Би Компани Куманова. Традиционално, градоначалникот на општина Куманово доделува и признание и благодарници од свое лично име на поединци и правни лица кои бележат напредок и значајни резултати во своите струки.
Селајдин Шабани, писател, новинар и просветен работник, член на председателството на клубот на писатели Јехона Карадакут Куманова, за неговиот повеќегодишен придонес во областа на книжевноста, новинарството, образованието и културата во општината, за што сведочат добиените награди за новинарство и поезија на различни манифестации во државата и во странство. Селајдин Шабани. Општинско основно училиште Карпош, село Уминдол, Куманово, за долгогодишна и успешна реализација на воспитно-образовниот процес во основното образование, реализација на голем број на воннаставни активности, на повеќе проекти, постигнати резултати и добиени награди во учебната 2021-2022 година. Општинско основно училиште Карпош, село Уминдол. Центар за дијализа Диаверум Куманово, дел од светскиот провајдер за дијализа Диаверум со седиште во Малме, Шведска, за повеќегодишното успешно работење при давање на медицинска грижа за бубрежно болни пациенти. Диаверум Куманово. Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива Куманово, за повеќегодишното успешно работење при давање на поддршка и помош во остварување на човекови права и подобрување на квалитетот на живење на лицата со попреченост и нивните семејства. Инклузива Куманово. И балетско студио Ултра Куманово, член на Македонската асоциација на модерни танци и на Меѓународната организација на танци за 30 годишно успешно пренесување на знаење и обучување за танцови техники на елјадници деца и освоените преку 2000 награди и признанија на настапи на танцови фестивали и концерти во државата и во странство. Балетско студио Ултра Куманово. Ве молам уште еднаш да ги поздравиме сите добитници. Од името на добитниците ќе се обрати Витомир Митевски. Повелете. Почитувани, дозволите ми прво да се заблагодарам во името на добитниците на ова признание, на овие награди, да се заблагодарам на градоначалникот Максим Димитриевски, на Советот на општината на градот, кои всушност и беа тие кои ни ја доделија оваа награда. И патем да речам дека сите ние добиваме во текот на животот разни признанија или награди. Некои ни се зачат нешто, некои друго, повеќе или помалку, но тоа се и обврски и носат радост.
Но има еден вид на награди, како што е ова, која посебно го грее срцето, дури и во овој амбиент кога малку е ладно во салата. Тоа е награда, кога ќе ве награди, ќе ви одаде признание некој близок човек, некој кој нешто ви значи, а во овој случај вашите сограѓани. Мислам дека во тоа е тежината најголема на ова, најголема награда на нашиот град Куманово. Благодарам. Почитувани, со секој нов ден трпеливо го сложуваме мозаикот наречен живот. Затоа нека биде за сите, нека биде за просперитетна иднина на секој еден од нас. Среќен ти празник, граду мој. Ви благодарам што бевте овде, имајте пријатен ден.